не бараме ништо повеќе, туку само денес да го следите Уставот и да го укинете оној фамозен закон за двојазичност, кој што е донесен надвор од Охридскиот договор, нели, во духот на Охридскиот договор, со самото тоа е надвор од него, затоа што Охридскиот договор нема дух, тоа не е живо битие, па да има, овој не е човек, па да има дух. Во амбиент кога довербата кон судството е на најниски можни гранки, кога ваш колега уставен судија е ставен на црната листа на Соединетите Американски држави поради корупција, оној што го викаат судијата на груби, не можете ништо повеќе и ништо помалку да направите од тоа да се држите до Уставот, да се држите до законите. Едноставно е абсурдно јазик кој што не го говорат 80% од населението да биде на исто рамниште со македонскиот јазик, со јазикот на народот кој што ја по чии идеи, идеали е формирана, е создадена државата Македонија. Со ова не сакам никого да доведам у одредена ситуација, ме знаете. Јас не мрзам никого. Јас истиот муабет можам да го правам и со албанци комотно и сум го правел. И знам дека ме разбираат и едноставно си ги почитуваме мислењата за некои работи и никој ништо никогаш ми нема преречено заради тоа. Тоа е една работа, уставни суди, втора работа, ова се однесува и до државата, до власта. Доста е замижување пред сите закани кои што доаѓаат од ДУИ за отворање на фронт, за нова војна. Демек они сега се чувствуваат навредено, јазикот бил нивни идентитет, никој не ви го оспорува јазикот, за разлика од она што вие нас ни го оспорувавте јазикот, затоа што со години шурувавте со бугарите да се врши притисок да го смениме идентитетот, шурувавте во она промена на името. Значи за вас е окей кога менувате туѓ идентитет, кога не признавате како прокси сојузници на бугарите туѓ јазик, името на државата во која живеевте, а веќе не живеете, затоа што сега ова е Северна Македонија. Но не е во ред ако некој дури и се дрзне да направи нешто во поглед на вашиот јазик кој што претходно го донел некој друг, а кое што е неуставно. Значи нема ништо да изгубите, баталете ги реториките на ДУИ, дека е тоа враќање на 2001, ги имате сите права овде, добивте и многу повеќе права како малцинство, отколку што би добиле у било која друга држава во светот. Имате овие ваши универзитети, ваши училишта, институциите, министерствата, имате многу поголем процент на кадри отколку е што тоа ставено во Охридскиот договор. И тоа да беше голема заслуга на ДУИ, но и понатаму да се оди во јавно со војна реторика, со закани, со потикнување на омраза меѓунационална, со сугерирање на некои сценарија кои што би довеле до војна, дека сега ако Уставниот суд ја укине двојазичноста, тој законот за двојазичност, така да го наречам, дека албанците тоа треба да го сватат како атак на нивната посебност, на нивниот идентитет и дека треба пак да фатат оружје во рака. Значи тука веќе државата мора да реагира. Значи ако за ваква работа јас сега излезам, вака јавно со ролна,
И ако било кому му се заканам по живот, по безбедност, еве да кажеме застанем со група од 5 души, да кажеме од денес ние ќе прогонуваме, не знам, марсовци затоа што сметаме дека марсовци у нашето општество не треба да живеат, или навиките на марсовците се такви што се косат со навиките на македонците и како такви не ги сакаме у нашето општество, мора да се исчистат. Ме разбирате, оние расистички и нацистички теории и идеологии, значи можете да бидете сигурни дека јас како тако веднаш ќе бидам уапсен, процесуиран, или ако само зборам вака сам на Facebook, ќе ми биде одма бапната тужба за ширење, поттикнување на верска, национална омраза, на не знам што, говор на омраза, 300 чуда. Така што не знам зошто воопшто чекате и зошто воопшто не се реагира, државата не реагира на овие закани што доаѓаат од ДУИ. И уште една работа, значи кога доаѓа до ваков момент каде што државата треба да покаже карактер, треба да покаже сила, треба да покаже дека е доволно моќна и самоодржлива, треба да ги читат и околностите пошироки, контекстот поширок во кој што се случуваат вакви работи, и треба да бидете свесни дека заканите на ДУИ за војна се млатење празна слама. Зошто? Затоа што ова веќе не е 2001 година, ова не е контекстот и амбиентот во Европа што беше во 2001 година и особено на Балканот. ДУИ беше инсталат во Македонија, знаеме чии, од странство, формиран од странски лобија разни, да не кажуваме повеќе на таа тема, се знае кои се и што се. И тие лобија во овој контекст се наоѓаат, како да ви кажам, под на некој начин се постојано од некој мониторинг, не би рекол мониторинг, но ајде да кажеме се под будното око на европските институции, затоа што тие нивните пари доаѓаат од тамо од каде што доаѓаат и ги перат или рефинансираат тамо кај што ги рефинансираат, и они се сега свесни во Европа дека било каква нивна нова ангажираност за некое потпалување војна на Балканот, самите тие структури ќе се доведат во ситуација да бидат прогонувани во земјите каде што се ситуирани. Тоа е една работа. Втора работа, ситуацијата во Европа и на Балканот е таква да отварање на ново воено жариште сега, во овој момент, е неприфатливо ниту за американците, ниту за овие од Европската Унија, затоа што такво отварање на воено жариште во Македонија, во земја која што е членка на НАТО, која што е нормално, тоа е незин внатрешен проблем би била таа војна, но таа војна нема да може да се одржи од долго време како внатрешен проблем, демек албанците во Македонија се кренале на војна затоа што некој уставен суд им укинал некој права, и овој не им укинал права, но еве да кажеме укинал овој законот за двојазичност, од проста причина што таа војна многу брзо би прераснала во она во што прерасна во 2001, а тоа е агресија од странска земја, која што не е членка на НАТО, а таа земја има огромни проблеми со незиното признавање во светот, има огромни проблеми со еден свој сосед, така што таква војна во Македонија би довела лесно до ширење на конфликтот пошироко на Балканот, а тоа секако му иде во прилог на Путин, а тоа секако не им оди во прилог, ако веќе му иде во прилог на Путин и на Русија, тоа секако не им оди во прилог на Америка и на Европската Унија, затоа што во тој случај може да стане голема калакурница. Знаеме дека Србија у последниве 10-15 години страотно се вооружуваше, даваше многу пари за вооружување и за француски авиони Рафал, како се вика, од најнова генерација, и за антиракетни системи, ракетни системи од Кина и така натаму, а познати се и нивните
добри конекции со Путиновата Русија, што значи една таква работа на Балканот би било последната шајка што може Европската унија и Америка да си ја заковаат на сопствениот ковчег. Така што тие приказни на Дуи, читајте ги како празни закани, но дури и да не се празни закани, дури на вистина да имаат идеја да направат конфликт тука вооружен, треба да се подготвуват и на таа варијанта. Оти тој конфликт, колку и они да би го одржувале како внатрешен некој бунт, како што беше случајот до некое време и во 2001 година, вие од безбедносните структури на Македонија треба да бидете спремни на такво сценарио, затоа што НАТО тогаш нема да ве брани. НАТО оној момент би реагирала ако тоа стане поширок конфликт, односно ако Македонија како членка на НАТО е нападната од некоја соседна овој држава, или без разлика не мора да е соседна. Така што мора да се подготвиме на сите можни сценарија, иако сметам дека треба веќе да сте ги прочитале. Не велам дека се Дуи умрена работа, далеку од тоа, но искористете го моментот дека по нив некои поголеми од нив играчи, на кои што до вчера им беа слуги, тргна да ги чистат нивните редови и се најдоа изгледа во немилост, а ќе се најдат во уште поголема немилост, а исто така ќе го турнат во немилост кон тие досегашни сојузници, нивни и целиот албански народ, доколку се решат да одат на една таква разврска, тоест нов воен конфликт во Македонија. Така што државата би требало да реагира и конечно да им даде до знаење, да им го покаже местото и дека не може секој кој што ќе му текне и кога ќе му текне да се заканува по безбедноста, сигурноста и мирот кон сите граѓани во Македонија. Јас мислам, верувам дека Уставниот суд ќе донесе правилна одлука, без разлика што вие му дрема тамо од Дуи, му спија тамо пред куќен прак, дека ќе донесат правилна одлука и дека со тоа ќе биде пратена силна порака не само до сите граѓани во Македонија, туку и пошироко до нашите пријатели, соседи, сојузници, како сакате кажете ги, до сите земји, дека оваа држава полека сака да ги преземе конците во своји раце, да покаже дека може да биде самоодржлива, може да биде суверена, може да носи одлуки со кои што ќе си ги заштити своите национални и државни интереси. И дека нема да дозволи никакви инсталати, особено кои што произлегле од една терористичка, кои што имаат една терористичка провиненција, да бидат тие и понатака кои што ќе ја кројат политиката во Македонија и кои што ќе си играат со судбините на многу луѓе. Благодарам и имајте убав ден.